Може ли да ми се представите, да ми кажете како се викате и колку години работите како земјоделец во Преспа? Јас сум Савевски Панде, се занимавам со земјоделие од прва година, да речем, од кога се родив до сега. Имам 70 години и постојано се занимавав порано и со стоќарство и со земјоделие. Со јаболка, со жито садевме, сега јаболката ги намалив, отидов на пчеларство. Сега главна производство ми е пчеларството и јаболката овощарството. Од каде сте, од Преспа? Од Ресен сум, од градот Ресен, од Ресен сум. И тоа е, произведувам понекогаш и други земјоделски работи, компири, зелка, некогаш за пазар, некогаш за помал пазар и така. Колку овие обуки вас ви помогна и што научивте од овие обуки? Од овие обуки како многу земјоделец научив. со искусен 70 години. А од овие обуки многу научив, затоа што јас работев без наука, од она што го гледав и од она што ми го кажуваа старите. А сега со овдека со примена на науката, мислам дека ќе постигнам поголеми резултати, поефектни резултати во економијата, тие ќе ми се најдат во производството овие обуки, така да доста се корисни овие обуки. Така. Како ви оди работата со земјоделство? Дали за сопствени потреби, дали продавате, каде ги пласирате вашите производи? Јаболката ги давам имат прекопци што идат. Ретки, одам сега на органско производство, имат малу прекопци за органско производство на јаболка, меѓутоа ме до тука го продавам сам на пазар. Во Ресен на пазарот го продавам. Ма гледат луѓето во Ресен, знам сите што. Така. Што значи тоа органско производство, дека не е, како ги одгледувате јаболката? Органско производство тоа е со Не ги прскате? Не прскање со пестициди, па додуш јас си го имам намалено и прскањето. Ѓубрењето е природно чисто и нема отровни материи, нема тука не ставаме во тие работи. Добар, како оди откупот? Откупот тешко оди. За органското производство е тешко, малку се такви трговци што барат органско производство и тоа е тешко. А зошто вие се решивте, ако знаете дека е потешко да се оди кон органско производство и за откупа, зошто се решивте за такво производство? Конвенционалното производство е многу скапо и воопшто е неодржливо сега за во Преспа. Бидејќи најскапи се работниците сега за берба. 4 динари земат по килограм за берба, за еден ден што ќе работат. А немат ништо, ни торба не носи ни ништо, јадењето му е дадено од газдата, све. А за производител не останува ништо. Немав работна сила доволно да работам со јаболката, бара повеќе работна сила јаболката и не можев да ги работам. И затоа одидов повеќе на пчеларство. Сега тука помалце сакат работна сила и така. Што би порачале на помладите земјоделци и земјоделки кои што ја гледаме дека се тука во... На помладите му порачувам да се зафатат со земјоделие, али да применуваат наука. Еве, да одат на вакви едукации, мора да ја применува науката, без наука сега нема земјоделие. Порано во земјоделието имаше посади златен делишес и ќе видиш ајр. Така речено, меѓутоа сега нема. Треба и златен делишес или било која сорта да ја посадиш да примениш наука. Без наука нема доволно производ, така да не ќе бидеш рентабилен. Така. Ви благодарам.